Ние овде сме собрани приватните превозници пред дирекцијата на јавното сообраќајно предпријатие. Културно побаравме прием од директорот на јавното сообраќајно предпријатие како најодговорен и најкомпетентен да ни каже зошто не ни плаќаат по договорот и зошто дозволи да се акумулира волкав долг, кој што за некој ден ќе изнесува околу 2 милиона евра. Морам да истакнам, на пресконференцијата од страна на градоначалничката Арцовска се изнесени тешки невистини и лаги. И ние сме згрозени од тоа. Не можеме да веруваме дека еден носител на така висока функција, градоначалник на град Скопје, може да се дрзне и да си дозволи такви лаги да изнесе и да се обиде да ја обмани целокупната јавност. Не обвинуваат за продавање на карти и за нефискализација. Сите знаеме дека фискалните апарати кои што ни се монтирани во нашите автобуси и во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие ни ги монтираат тука во јавното сообраќајно предпријатие и се нефункционални. Дистрибуцијата на картите се исклучува одговорност на јавното сообраќајно предпријатие, кои што ги продават и ги надополнуваат во нивните пунктови. И со тие карти корисниците на нашите услуги се валидираат и во нашите и во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие. И ние само си го бараме нашиот дел по договорот. Немам зборови да искажам колку сме згрозени од тоа што го искажа градоначалничката. Јавно изјавувам, срам да е. Дојдени сме тука да се сретнеме со директорот на јавното сообраќајно предпријатие, да ги бараме нашите средства, зашто не ни се дават. Едноставно, ако се нема пари, како може за нив да има, за нас да нема? И поради причина што нема пари, ние фактички застанавме да работиме. А во врска со изјавите на градоначалничката дека се извршени големи кражби, тврдам како човек кој работи веќе 32 години на оваа работа, дека такво нешто нема. И не можеше да се случи. Значи, ако ние сме продавале карти, од кај сме ги набавиле тие карти? Од кај ни се тие карти? А вистината е следна. Ние од 1 јануар 2017 година почнавме да работиме со овие електронски карти. Не случајно се викат електронски карти, затоа што првата година имаше масовна продажба, дур да се снабдат граѓаните на град Скопје со тие карти. А потоа немаше потреба, зашто тие карти се надополнуваат, нели? И опремата што ја имаме ние во нашите автобуси не овозможува ние да вршиме надополнување на кредитот. А тоа го правеле билетарите и пунктовите кај што имало ЈСП. Значи, апсолутно ние немаме никаква допирна точка со парите. И како сме можеле ние да направиме такво нешто? Значи, тоа го тврдам дека не е вистина, ни случајно. И целата евиденција, за голема среќа, целата евиденција е контролирана електронски прецизно 100% од неколку места. Тоа е оделението мониторинг во рамките на град Скопје, оделението организационен контролен центар во рамките на јавното сообраќајно предпријатие, диспечерските центри на превозниците. Значи 100% евиденција има. Нашето плаќање е фактурно. Точно може да се провери по износите, по фактурите, зашто сме исплатени и колку сме исплатени. Така да, изјавите на градоначалничката, тоест лагите што ги изнесе, најверојатно ќе добијат судски епилог. А денешниот, да го наречеме протест, е само дел во знак на добра волја, бидејќи вчера во доцните попладневни, тоест вечерни часови, добивме ветување дека денеска ќе не примат во Советот на град Скопје, ќе имаме состанок со координаторите на советничките групи и заедно со председателот на Советот, господинот Трајко Славевски. Директорот ви даде некој одговор, ќе ве прими денес? Како што реков, ние баравме, оставивме име и презиме и контакт, чекаме да не известат.